Како што и споменавме на почетокот, во одлично друштво сме во нашето студио, во пресред на утринската тема и она кое што го правиме денеска понеделнично да го одбележиме заедно овој одличен или голем јубилеј на Зоолошката градина во Скопје, точно еден век или 100 години. Тоа е огромна причина за славење и затоа нема да биде само еден разговор и нема да биде само една содржина како таква. Во утринска на Тилма ќе одвоиме време и во иднина, како и активностите кои што ги планира Зоолошката, но сметавме дека е денес добро вака да го фатиме со време и периодот, но и почетокот на годината, меѓу другото, нели, во овие први месеци, малку да позборуваме на оваа тема. Многу прашања има поврзани со Зоолошката, од самата визија и цел која што е имал основачот, па до ден денес. Особено акцентот го ставаме на бонтонот и прашањето дали конечно научивме да се однесуваме во Зоолошката градина, до каде сме, што треба да поправиме и во прашање на здравјето и благосостојбата на животните и оние кои што се грижат за нив. А еден од најпотенцираните, кои што секогаш е тука и за утринска, но и за животните, е Воја Иванов, кој што е наш гостин заедно со Тина Мицкоска, како дел од тимот во Зоолошката градина. Добро ден, дојдовте. Добро утро. Среќен роден ден, нека е. Убава година за Скопската зоолошка. Именно вчера кога со велосипед повторно поминам низ познатата клучна точка и ги гледам тие колони, секој пат со мои пријатели тоа го споменуваме дека вистина е прибежиште и чувство на радост. Генерации во 100 години колку само некако споделени приказни, датуми, приказни кои што вистина биле инспиративни, некој пат биле и помалку инспиративни, ама пат веројатно и сме ги ревидирале некои грешки од минатото. Не сте малку последниве години да влезете во дамарите на Скопската зоолошка година и благодарение вам што вели на секој пат влегуваме во чевлите, па можеме точно да знаеме и мислам дека не може веќе денеска толку лесно можеби да се фингира, да се користи флоскули за она што вие денеска и катадневно го известувате преку социјалните мрежи. Се смеевме пред некој ден, сигурно мислам дека подобар или соодветен од Војо во позитивен сарказам, каде што некој пат и смисла за хумор. И смисла за хумор, каде што буквално ќе кажам треба да ишамараме некој пат преку такви ситуации и истории, мислам дека не постои соодветен, така што ќе честитаме. Инаку секој пат кога има некаков и некаква борба кај многумина, дали треба да постојат или не треба да постојат зоолошки и така натаму, да, ние ги гледаме тие животни во кафеси и така натаму, сме го дискутирале, сигурно вие сте имале ситуации. Најдов на неколку интересни податоци за зоолошките кога ги ставаме на пиедесталот како спасители на видови. Еве, еден од најсилните факти вика некои животни денес постојат само благодарение на зоолошки градини. Пример, европскиот бизон бил целосно исчезнат во дивината во 1925-та. Денес повторно постои благодарение на размножување во зоолошките ширум светот. Потоа, операција што спасила гепард во истата зоолошка, вели мал гепард имал деформација на рбец, користеле 3D моделирање за операција, животното преживува и добило нормален живот. Потоа, вели ретки животи што буквално преживуваат само во зоолошки, пигмејски лориси. Или единствени отровни примати кои што се размножуваат единствено во зоолошките. Некои птици се успешно изведени само во контролирани услови. Најдов на ретко мајмунско раѓање после операција. Мајка мајмун во Честер Зу имала вели сериозна операција, можела да изгуби ногата, меѓутоа сепак закретнала, родила бебе. Видот има помалку од 2000 единки во дивина. Ете тоа прават зоолошките ширум светот. Тоа се неверојатно добро чувани лаборатории, поточно ќе кажам, кои што некој пат се користат. Не сите. Нашата зоолошка има доста приказни. Воја се изненадив од предлозите кои што ги спомена, поточно на кои што и во иднина ќе го реализираме, но доста приказни кои што верувам дека граѓаните и недоволно ги знаат, ако зборуваме за едукацијата на таков начин. Знаете како, и Дарвин рекол дека е процес на еволуција, веројатно и ние ќе треба тоа да го направиме така. Еволуција е процес, не може некој да ви рече еве од утре променете ги голем дел од стратегиите, и визијата и мисијата. Ние и двајцата влеговме, ние не се знаевме претходно, само си се лајкавме на социјални мрежи, мислам. Зарем скопскиот живот не ве спои? Не, никогаш. За среќа. Не се шегувам, добро. Не, да, тотално различен. Но во секој случај животните да и веројатно активистичките побуди. И за мене тоа е доволен индикатор дека сепак во одредено време на развојот на градината постоеле луѓе кои што одредиле или препознале
активистички дух на одредени луѓе кои што ги менуваат работите. Катарзично се Не поврзале секогаш со тимот, не се секогаш луѓето, некогаш и еден е доволен за да ја прекине таа нишка или тој домино ефект, ја што го зборам деновиве. И всушност тоа и очекувам, дека еден добар пример може да биде добар пример и за колективот, за да тоа се промени понатаму. А фактот дека ние 100 години постоиме, од времето на Станко и ја и ти, не, се шегувам, секако, ама веројатно неговата појдовна точка и она денешната, веројатно и треба да е многу различна, заради тоа што зоолошките градини низ годините па и не биле некое симпатично место за чување или за изложување во тоа време на животни. Првичната идеја зошто зоолошки воопшто и се направиле била хировита, била страст на богатите да покажат колку се моќни со фактот дека заловувале некаде животни па ги изложувале за нивна забава. Ако не грешам, во некои книги пишува дека нели високи функционери, императори ги имале како забава нели во своите одаи. Збориме нешто што датира премногу години пред нашата ера. Но веројатно 930 година дури постојат и записи за постоење на се велат Human Zoo или делови во Белгија каде нели се чувале дури и деца. Деца различни од нашите, од белите, од оние во Европа, што во суштина денес е бизарна една форма на постоење. Веројатно, затоа велам, страста пред 100 години и она денешната мора да е различна, мора да е поинаква, мора да е променета, мора да е порасната. Заради тоа и голем дел од луѓето, веројатно и денес кога ќе им тргнете со муабетот ЗОО, првите 3 букви, веројатно некој влакна на главата вака им се кребаат и тоа е оправдано. Не велам дека тоа е нормално. Зоолошката по дефолт за нашиот поготово менталитет представува едно заробување на животни кое што за жал низ минатото се користело само за забава. Но модерните зоолошки градини мора да се трансформираат во conservation центри или центри каде барем да ги искористиме оние животни што на времето биле заробени, да може таа група на животни која што веќе живее и не може да се врати во природата. И била во состојба на истребување, некои барем ретки видови, така е. Тоа башка, нели исто како што кажа Тина. Тоа е како зоолошките се како луѓето, вие имате добри и лоши. Така и градините. Тие за жал зависат од луѓето што ги водат, од тие внатре. Нашиве нашиве ги зборам Скопје и Битола, за жал постојано ги менуваат луѓето внатре и заради тоа и нема некој континуитет низ веков изминат и веројатно заради тоа и се случувале можеби повеќе асоциации во негативен контекст отколку во позитивен. Ние сега збориме за градината, нели вие го кажавте убави пример дека дел од зоолошките многу помогнале за видовите. Ние за жал не можеме да се пофалиме со некоја гордост од минатото, дека не знам во таа година се родило бебе носорог па заминало па спасило видот. За жал такви приказни нема. Веројатно Скопјани, она што го зборевме и оф рекорд пред емисијата, ја памтат најмногу приказната за Милева, мајмунката од 50-тите години која успеала да украде дете и еве 100 години 50 покасно. Сега обратно се смени. Ние украдовме од мајмун. Еволуиравме. Пак ќе кажам. Така, обратно, да. Да, и тоа е еден аларм, да речеме, или така да го посочиме тоа, за тоа каде одиме понатаму. Ние ако зборуваме за еден век постоење за 100 годишен јубилеј, ние треба да зборуваме за нешто. Ако еве ги спомнуваме тие модерни зоолошки, ако зборуваме за промена на перцепцијата за тоа што значи зоолошка, па да бидеме објективни за тоа како и на кој начин го сваќаме тоа и што би требало да добиеме ние и нашите деца кога одиме во зоолошката, сигурно не крадење на подароци од мајмунчето или некои слични ситуации со кои што дека не треба да се храни најмногу се соочувал во зоолошката и видеата кои што претходно ги или да се вртат и на социјалните мрежи во текот на изминатата година и така натаму, ќе позборувам и за тоа бидејќи некако сме насочени кон бон тонот, но еве во контекст на ова кој што го споменавме, колку бидејќи нашата тема е каде одиме понатаму,
колку сме поблиску или подалеку од модерните зоолошки. Рече Војо, тоа е факт. Промени доживеа многу зоолошката градина. Па мислам дека ние се трудиме како тим сите заедно да направиме нешто, да нормално додиме кон модерна зоолошка, а не да се враќаме во минатото. Токму тоа сакаш и Војо да го каже. Целиот тим работи на тоа нашата зоолошка да стане или рамо до рамо со другите европски зоолошки. Всушност тоа е нашата визија од почетокот, да бидеме дел од ЕАЗа, Европската асоциација на аквариуми и зоолошки. Затоа што навистина мислам дека треба нашата зоолошка да биде дел од таа ЕАЗа, бидејќи сметам дека заслужуваме со оваа постава која што во зоолошката последните години, која што навистина се труди да направи нешто. Со поддршка од градот Скопје нормално, мислам дека сега ќе направиме некои нови интересни работи во зоолошката, но најмногу да се трудиме да направиме едукативна содржина за сите посетители, бидејќи тоа ни е најголемиот проблем. Веројатно ќе треба да се вратиме на. Многу ја доживуваат како циркус зоолошката се уште. Доаѓаат преку викенди, Воја веќе мислам дека веднаш му се крена притисокот од муавето. Доаѓаат преку викенди буквално да додат со забава таму, а не гледаат да биде тоа едукативно за нивните дечиња. За жал, родителите се оние кои што најчесто имаме проблем со нив, а не со децата, бидејќи децата впиваат се што ќе им кажеме, ти сакаат да слушаат, но најчест проблем се родителите кои што најчесто се противат на тоа. Ајде па ќе фрлиме 5-6 смоки, што има везе. Меѓутоа во денот кога ќе додат 100 родители со по 5-6 смоки, да не кажам 1000, 10.000 кога се гужвите, тоа не е. Да, имам чувство дека наместо напредна еволуција имаме состојба каде што дофаќаме некаков стандард постојано или сакаме да дофатиме некаков стандард. Мислам, во време кога се надеваме дека стигнавме до некој ниво на некаква култура или бонтон, ние повторно гледаме видеа. Некој пат сериозно со Ивана сме го споминале тоа и во минатата недела, некој пат не знам како и вам веќе состојбата на нервите ви е на мојата не. Јас малку се повлеков од тоа за викенди. Такво инфантилно однесување веќе состојба на аларм, искрено. Ама не, видите, излезете на улица, доволно. Излезете во шопинг мол, одете во МВР, во МТВ, ќе ги видите истите луѓе. Тоа е таа општа популација што за 80 динари генерално може да не буквално јава секој викенд, што сепак сме една отворена установа, јавна установа, за жал многу ефтино достапна за голема маса, и кога вие имате таква хорда од луѓе за викенд, веројатно и очекувано е да имате и такви состојби. Има денови кои што се изненадување? Недела е траума. Ама за сите сетила. Ама искрено се надевам и тоа на секоја промена вака на властите. Јас постојано апелирам и се молам да се променат суштински работите и се надеваме дека тоа, како што рече и Тина, дека ќе се случи во следниве години, а тоа е да воспоставиме некаков ред во таа маса на луѓе кога се движи, и како што рече исто, мораме да се фокусираме повеќе на едукација. Ние мора да сме една училница на отворено и да се трудиме не толку да ги забавуваме, затоа велиме и апелираме. Зоолошката не треба да е место кај што ќе урлаат деца и викаат. Тоа правите го во Луна парк. Еве сега ќе отворат Луна парк, супер, нека идат тамо, нека урлаат. Да. Во зоолошка треба да сме неми наблюдувачи на природата, а ние да пробаме да им направиме некој авантуристички дух на децата, значи патека во природа, каде тие ќе избегаат од градскиот метеж и ќе пробаат да си замислат како е некаде во Африка, во савана или во џунгла кај што живеат повеќе мајмуни, и секако треба да ни е приоритет благосостојбата на животните, односно колку што можеме да им овозможиме на живот. Искрено сега да ви речам, дали на фламингата јас ќе им садам позади банани, или не знам на пингвините ќе им направам да им е како во Чиле, па да имаат лаванда, да им мириса, нели тоа, да изгледа со некои карпи, и не им е многу важно. Дел од пингвините, фамилијата е родена во Москва, каде никогаш сонце немаат видено, живеат во биодом, не? Паѓа рибата на земја, она ме гледа вака, као дали си сериозен, ова да го јадам од земја. Тоа се животни кои што се родени меѓу луѓето и тие немаат инстинкт за да преживеат. И сега за жал се зависни од нас, нели, од зоонегователите што работат внатре. Но пак ќе речам, идејата на копирање на парче природа е заради благосостојбата на животните, но и луѓето, посетителите, како би мотивирале повеќе емпатија. Да луѓето кога ќе го видат живелиштето на пингвините и прочитаат лагуна на пингвини и прочитаат дека доаѓаат од Чиле, да се сетат со тие мрежи во позадина дека значи ние ги ловиме рибите што всушност тие ги јадат.
И секој ден кога вие конзумирате, кафе пиеме денес, какао, тоа не расте во Радовиш. Мислам, тоа расте некаде во Африка, во Јужна Америка. Луѓето сецкаат авокадо, тие се нели вегани, вегетаријанци, па као салата од авокадо. Верувате дека тоа авокадо патува повеќе од вашите деца за да дојде на вашата трпеза? Или бананата, што ние во неколку часи ќе ја извадиме од нашето тело и тоа ќе заврши тука. Да. И никој не го збори тоа, нели? Користење на локалната храна како мотивирање на публиката да проба да заштити парче природа тамо некаде, а не да се фокусираме токму на овие што се веќе во зоолошка. Да, но сето ова е факт и чиста вистина, но некако говори за нешто што е пропуштено. Така Значи, ние зборуваме за пропуштени години назад едукација, но и недостаток на луѓе кои што тоа може да го едуцираат. Односно да го ако веќе зоолошката е место каде што треба да се дојде, да се посети и да се видат животните и да се запознаат, особено најмладите, тогаш треба да биде место и каде што ќе се запознаат во целина, не само да му дадеме нешто кое што грицкаме не знаејќи дека не треба, како што било и во минатото, или пак некои основни работи со непознавање или таков пристап да имаме. И ако се тоа пропуштени години и без веројатно со недостаток и на домашна едукација во тој поглед, тогаш многу е тешко да се фати тој чекор и затоа си имаш во ти практични проблеми. Секојдневни, но ти си и човек кој што меѓу другото и има такви интеракции особено со децата и често знаеш да кажеш благодарение на твојата искреност и отвореност и директност да кажеш дека понекогаш навистина и таа нападност и тоа мислење дека тоа е играчка во однос на роденден и слични нели такви организации, дека навистина треба да се смени тоа сваќање, односно да се да се даде една вистинска едукација. Дали ако добро се сеќавам во минатото имаше пиротехнички средства, така тоа мислам Имаше говори за фактот за Никога бевме со громорозни. него доста помлади, тогаш фрла петар дека е нилскиот кој ниско. Ако добро се сеќавам, не сум јас точно сигурна за приказна, но знам дека имало многу страшни такви примери, но малку сме еволуирани во тој поглед, значи веќе нема во тие баш хорор приказните во зоолошка. Сега е повеќе како што кажавме со тропање, со фрлање камења. Да, но и санкции треба да постојат, ама треба санкции да постојат за тоа. Нели треба да има Е комплицирано. Некој пат се прашувам дали треба посебна стратегија за мониторинг во секоја сокачена Скопската зоолошка градина на тие квадратни метри, за да нели повторно да не бидете постојано да се мултиплицирате и клонирате вие тине и вој да ги гледаме на секоја го. Туку веројатно ќе треба да снимите аудио снимки. Ве молам господине, тргнете се до градата. Веројатно така некаков аларм. Да, само да во контекст на што го прашав, само ме интересира во однос на недостатокот на едукатори и едукација пропуштено време. Пред Катина спомна ЕАЗа, не сум сигурен колку гледачот кој што во моментов останал со кафе и седи дома, можеби не е на работа или втора смена и сега се знае што значи ЕАЗа. Тоа е да го отсликаме како Европска унија, ама за зоолошките градини. И тоа практично е една организација која ги поврзува, конектира сите зоолошки градини низ Европа и пробува да воспостави некаков стандард во одгледувањето на животните што веќе ни постојат во зоолошките, а тоа не е организација што поддржува нели ова се што го во негативен контекст го спомнавме претходно. Значи затоа рековме и целта на зоолошката градина па и низ последниве нели деценија веројатно е желбата и фокусот да успееме повторно да влеземе тука, бидејќи тоа е некаков доказ дека ние како институција сме ги поставиле тие стандарди на Европа по однос, пак ќе речем, на благосостојба, едукација, заштита, трите заштита на главни цели, визија, мисија на модерната зоолошка градина. Избавивме кандидатскиот статус, така е? Така е. Да. И после години чекање, ако не грешам, така? Како и Македонија, или како и државата, веројатно тоа е една рефлексија на целото наше општество и ние треба, можеби не гордо, но цврсто треба да застанеме и да речеме да, тоа се случи, да, се случува и работи непосакувани од страна и на нас двајца, има и на тимот на гради, на повеќето колеги, но се случува, бидејќи пак ќе речам, сето тоа зависи од моменталната енергија на градските власти, затоа велиме и се надеваме на секоја нова промена дека ќе одиме на подобро, бидејќи тоа е скалата на која што се поместуваме кон некаква еволуција. Затоа велам, ЕАЗа би требало да биде нашата цел заради тоа што сепак поставува едни стандарди по однос на едукацијата, на пристапот со децата, таа пак ни наложува некаков правец како да се движиме.
таа го има рецептот за доброто јадење, еве така да го кажеме, и ние само треба да ги најдеме состојките, неколку се кои што ни фалат, за да ја комплетираме убавата слика и конечно да речеме дека на 100 години постоење, некаде во октомври треба да ги прославиме тие, да успееме да речеме дека сме тргнале на тој пат. Кои се предусловите да се пристигне барем до кандидатскиот статус? Па прво нели да се безбедноста ја барат на прво место, една едукација, конзервација, че тие се тие делови кои што треба да бидат направени во зоолошката. Кај нас мислам дека се изгуби кандидатскиот статус поради некои административни работи, последниот пат беше такво нешто. Но еве сега повторно се трудиме и нормално дека тие бараат најмногу да се обрнува внимание на едукацијата, затоа ја спомнуваме цело време. Веќе се трудиме да имаме што повеќе едукативни настани во смисол да не бидат само забавни настани, како еве се викнавме тука нешто да се случува маскоти во зоолошка, не туку да ги научиме нешто за животните, да си ги прославуваме нели светските денови на животните. Војот често пати знае да прави не, често пати знае да застане нели со микрофонче и да зборува со дечињата. Нормално пак ќе кажам со дечињата, бидејќи тие се наши идни, но некои што треба да кажат стоп на родителите. Но сепак мислам дека сега со оваа постава имаме доста јасна визија за понатаму за зоолошката, да се поздравиме и директорката Катерина, која што исто така дел од нашиот тим. Мислам дека тука некаде сите тројца во исто време влеговме. И навистина се трудиме да направиме нешто такво. Нормално сепак ќе кажам поддршката од градот Скопје најмногу ќе ни значи во моментов, затоа што без нив не би можеле ние да го направиме се тоа што го планираме. Да, ние имавме навистина голема желба и јас верувам дека тоа ќе успееме да го реализираме. Марија треба да ни се вклучи во живот зоолошката градина, бидејќи сакавме да го видиме вака и мајмунчето Мики, нели? Нешто што беше навистина актуелно во последниот период. Верувам дека ќе успееме тоа да го направиме или да се случи, но додека тоа нели да се реализира, дали Марија со некој од зоолошката или пак можеби до мајмунчето и во тој дел каде што тие таму живеат и функционираат, ќе видиме, верувам за кратко. Бојо веќе комуницира веројатно. Како и да е, сакам да прашам уште нешто кога сме кај ЕАЗа. Што би значило членството да се биде дел од тоа семејство? Дали во моментот сме спречени, инхибирани да можеме да носиме ние животни да донесеме всушност во Скопската? Можеме да правиме размена на животни. Сега тоа е возможно, но само не смеевме, мислам дека заштитени видови кои што се на листата на ИП листа. А другите видови не се достапни во моментов и пребавараме нормално, бидејќи има доста животни во зоолошката градина кои што се живеат сами, нели едно по едно, па нели да имате тие свој пар. Но и некои видови кои што би сакале да ги имаме во зоолошката градина, но сепак мислам дека за тоа повеќе со директорката ние не сме. Колку зоолошки се вклучени во ЕАЗа? Па скоро сите, дури балканските зоолошки веќе се во некој кандидатски статус, статус, пробуваат да влезат. Софија веќе е во тие понапредните, Софија е многу постара, таа е прва на Балканот всушност. Ама за среќа сме во добра комуникација и со сите, нели, балкански, но и со повеќето европски, но знаете како што рече и Тина, тоа се некои административни форми или тоа се пенали кои што ние мора да ги платиме, па да ги издржиме, но и некои од работите на вистина треба суштински да ги ревидираме и смениме, и ако не постојат ресурси, треба да се фокусираме на тоа, така што ќе речем дека главна или основна цел на еволуцијата после овие 100 години треба да ни е тоа, бидејќи тие го имаат, пак ќе речем, рецептот. Ние не треба да сме паметни, треба само да го пресликаме токму тоа што тие го барат од нас. Да, имаме многу примери кон кои што можеме ли да се осврнеме. Кога те побарав за оваа тема или за одбележување на јубилеот во Утринска на Тилма, тоа што навистина меѓу другото и како прашање би го поставили кога зборувавме преку телефонскиот разговор е тоа дека навистина имаме работи кои што ја карактеризираат зоолошката и нејзиното постоење, но некако можеби во делот на промоција на истите и продолжување на тие приказни во текот на годините, некако исто тоа назадуваме или заостануваме во смисла на мајмунката која што ја спомна, која што постои препарирана, нешто кој што може да се направи како еден вид на атракција во смисла за и едукација, но и привлекување на голем број посетители, при тоа зголемување на љубопитноста која што би требало да постои кај посетителите, да се допре до тој сегмент, како велиме, пристап со емпатија и со љубов, но и со желба за знаење. Тој дел исто така не недостасува. На што е тоа пропуст повторно на тимовите кои што се конструираат во зоолошката? Замислете сега за архива, сакаме да направиме за 100 години зоолошка, нели да имаме фотографии, видеа, било што, не можеме ништо најдеме во зоолошката, буквално нема фотографии останати од порано. Да. Мислам, има фотографии нели од последниве 20 на 15 на години.
Меѓутоа, од порано не може да се најде ништо за да имаме ние какви приказни да пласираме од овие 100 години изминати. Па сега ќе бараме по државен архив, МТВ, каде што имаат некои архиви. Така да мислам дека тоа е тоа што ни недостасува, но се трудиме и во изминатите години стварно се трудиме да имаме интересни приказни, да ги покажеме на јавноста. Една таква приказна е таа за Мики, за сестрата негова Делфина, бидејќи навистина голем успех ти да спасиш две момчиња и да ги одгледаш така. Се поздравиме колечката Зира, која навистина беше доста храбра и се жртвуваше со нив по 24 часа да ги чува. Нормално дека тука некогаш помагавме и ние, но сепак таа беше она која што беше постојано со нив. Да. Колку е потребно да имаме, да речеме, соодветен кадар за повторно таква грижа, ќе споменеме за различни видови, веројатно не секој е соодветен да се грижи за различни видови на животни. Дали тоа ние како држава го имаме да може да се едуцира таков кадар за да во такви ситуации треба да имаме доволно негователи за по потреба да се грижат за животни. Овде нема каде да се едуцира таков кадар, нормално дека почнуваат луѓето да си работат во зоолошки, тука истакнуваат својата пракса. Ете Воја можеби имал повеќе можност да патува, да оди во други држави, да гледа и други зоолошки, да оди на сафари во Африка, да оди во каде беше таму со Какво сафари? Не сафари, се извинувам, да. Носорози беше нешто такво каде што учеше за носорозата. Да, се извинувам, јас сега не како и да е, веројатно најважното од се, вие сигурно нема да продуцирате академија за одгледување пингвини од држава. Него најважното од се да ти како индивидуа имаш желба за да влезеш и да истражуваш во 21 век, кај што вие на Gemini, ChatGPT ќе кажете и како се чуваат пингвини ќе ти каже. Мислам, дете може да сипа да разбереш, не ти треба нешто дотолку, но фактот е дека ние мора да сертифицираме кадар за пооднос, прво рековме, на благосостојба на животните, за да човекот може да направи реална проценка што значи благосостојба на животните. А еве просто, ако вие имате прасе, вие не го чувате на песок, вие го чувате во кал. Кал за човечкото око е грдо, за прасето не е грдо. Кожата на прасето мора да има кал. Е така некако, како пример, ако го земеме, голем дел од животните не сакаат светло. Луѓето сакаат да влезат во терариум да гледаат светлина. Тарантулата не иќе. Ми е гајле за човекот. Искрено ви кажувам. Првично ми е животното. Тоа е благосостојба на животните. Фламингата треба да газат во кал, заради тоа што нивните стопала се направени за тоа. Нели тие живеат во лагуна, во водена површина, wetlands, сега е тоа новата кампања на ЈАЗа, каде што вие треба да ги мотивирате луѓето да речеш, аха, еве гледаш фламинга, но ние во историјата сме уништиле едно такво блато. Катлановското блато било една одлична зелена станица на голем број на миграторни птици. Сакајќи ние да ја решиме маларијата, тоа е причината зашто Станко доаѓа овде во 26-та, не дека ние на тлово сме биле многу паметни пред 100 години да направиме наука, и човеков истражувајќи комарци и маларија рекол, аха, ова е всушност местото каде што јас можеби ќе направам и некаква наука, биологија или ќе ги поставам овие работи. Ама сега скокам од тема на тема, но најважното од се човекот што се грижи за животните да ја има таа иницијална некоја желба да помогне на животното, емпатија. А денес емпатија кон природата. Основа тоа треба да е основата. Имате контакти и немаме изговори повеќе зошто го правиме тоа така. Пред некој ден една господја вели, па тука ви паднала таа таблата за не знам, не е битно за кој, не знам на кој животни. Ја велам, добро господи, имате смарт телефон, дете во игра од преска на истиот. Зошто не му речете дај да истражуваме ние? Ако овие биле доволно тъпи за да не направат табла, да јас ќе ти помогнам како телефонот да го искористиш за добро. Нели? Додека седиш и играш игрици, кажи му на ChatGPT ќе ти го раскаже. Стави слушалка во уво, уклучи го телефонот и само скенира ги оние QR кодовите и ќе ти раскаже се од Википедија. Ние тоа го имаме на таблите. Не треба некој на тацна да ви го даде за да вие тоа го имате. Затоа велам, од двете страни треба една иницијатива за да однесувањето го промениме. За жал, ние сме така социјални животни, суштества. И кога одиме во група, многу полесно го повторуваме однесувањето. Истото и се со поклониве. Маме, па она си зема детето, па иди земи си и ти, нели? Земи му го на мемунчето. И зошто јас го напишав тој статус беше фактот дека вие имате 7, 8, не знам, 10 мајки со деца на тој ивент и кај што една од тие 3 во синџирот не рекла, чекај бе, господјо, шо преш? Тоа не е ваше.
Нели? Да. Мене тој момент ме фрустрираше и затоа го напишав тоа така. Ако не е свесен еден доволно како единка, како поединец, Нели? другиот би требало Ви да текнува е. она кибричињата што паѓаат еден да застане да рече каде бе луѓе? Што правиме? Не идеме вака напред. Да, некој пат се постава прашањето дали повеќе зоолошката во минатото поединеска била судена отколку разбрана. Да. Вистина, знаете, денеска и вие сте изложени пред голема критичка маса. Денеска секој еден нечив статус или некакво едно заминување до зоолошката и убав поминат ден знае да го одбележи на социјални медии да се крене фама. Затоа велам некој пат како да ја осудуваме, а не ја разбираме, како што споминавте од тарантули, фламинги и така натаму. Мислам, овие вас вистинска училница, мислам во вистинска смисла на зборот. Не само за дечињата, туку и за Добро за сите, да. За возрастните. Да, во денешно време секој може да си пише статус, секој може да добие слика, но тоа не оди во прилог, бидејќи навистина ако е нешто што за демантирање, можеме да го демантираме, но ако е нешто што навистина се случило, тогаш тука сме да го подобриме тоа. И мислам дека многу повеќе позитивна страна е тоа што сега секој може да објави се, отколку како порано кога ништо не се дознавало, па нешто ќе чуеме, па ќе прочитаме и ќе остане приказната така. И тие така да стана нека само мистери. Голем притисок од јавноста, бидејќи нели секој од нас има некакво мислење, никако подкован со некакви нели Во факти. секој случај јавноста би требало да го знае тоа што се случува. Никогаш чувствуваме, бидејќи навистина можеби понекогаш се чувствуваме дека не разбират кога пробуваме да објасниме за некои работи, но во секој случај многу повеќе ни значи поддршката која имаме најчесто. Така да мислам дека тука сме да балансираме за тие две работи и се надам дека винена нема да не се случат пак некои периоди како што ги имавме пред известно време, бидејќи навистина беше доста тешко тогаш да се објасниме воопшто со јавноста. Апропо се ова и критиката и се тоа што го доживувате всушност нели како наши чувари или бастиони на Скопската зоолошка, вели моја пријателка единствено што би направила да се воведе жолти црвен картон и целосно вика да едноставно да го елиминираш тој човек од листата дека ќе има баниран влез во зоолошката. Мислам, дотаму сме пристигнати некој пат од оно што некој пат и го гледаме од вашите секојдневни приказни. Што би било тешко да се изведе. Јас сум за тоа дека истото што го каже и колешкава, значи мора да бидеме гласни на таа тема. Прво заради тоа што е благосостојба на животни, без оглед чиви се, каде се. На страна тоа ние сме и јавна установа, трошиме јавни пари на овие што не гледаат во моментот, така што ние сме должни да им објасниме што точно се случува. Не секогаш, како што рече, ја имаме таа слобода. Фактот дека сега гостуваме, не сум сигурен после емисијава, ама секако шала на страна, фактот дека сме овде и дека говориме слободно до некаде е и некаква предност. За жал, во не толку дамнешно минато, ние немавме таква слобода на говорот. Секако платата ја земаме од тамо, но пак ќе речам, мора да кажеме дека некои од случувањата мора да и ги должиме на јавност. Да, апсолутно. И ги должиме заради тоа што и пак ќе речам, ние мора да сме коректори во јавноста по однос на благосостојба на животните. Зоолошката не смее да биде место кај што кога ги правите тие настапите со фоките, тие фестивалите што ги правите, какви фестивали? Ја полудувам за викенд за тоа. Не, јас знам да речам, тоа почна да ме иритира многу во последните години кога на се нешто, например, се превртала слоницата и они ајде аплауз. Не, ја велам стоп. Се што ќе не асоцира на циркус, не ми давете аплауз. Дајте си аплауз кога вие или некој што го гледате ќе го коригирате по однос на хранењето на животните, агресивното однесување. Тогаш дајте си сам на себе аплауз. Така да покажеме дека некако сме пораснале. Да. Малку разочарувачко беше и беше ситуацијата со роденденот на мемунчето Мики. Некако Мики стана популарен и се погоди пак истовремено да имаме едно такво слично мајмунче или слична судбина и во друга зоолошка во светов. Не ми текнува само во која Јапонија. Во Јапонија беше така, да. И тоа таму толку зема размери, толку стана вирално, толку стана светски, што дури и мајмунчето и продавницата од кај што беше купено мајмунчето се распродаде со брзина на светлината. Тоа ни кажува колку всушност е од една страна маркетингот тука важен, што верувам дека кај ни беше второстепен, а првостепено беше приказнат и тоа како всушност мајмунчето се соочува со таа негова судбина и како самата зоолошка се, нели, и недостатокот од мајчинска љубов. Да, и како зоолошката се справува со тој пример. И имаме ние
е некаков сличен или соодветен пример и во нашата зоолошка. Тука е ситуација и можност да се направи компарација. Не дека сакаме да се споредуваме, се разбира, со Јапонија, која што веројатно на многу друг начин и критериуми ја има поставено зоолошката и работата, тука едноставно ете да видиме како кај нас тоа се случува. Имаме негователка, имаме мајмунче и како понатаму се одвива неговиот живот. И доаѓа моментот на среќен роден ден на Мики, нели сите запознаени со неговата приказна. Доаѓаме на родинденот и на крај добиваме информација која што е разочарувачка за нас како општество, значи. Како среќа што тоа не беше вирално. Да, да. Ти да ни светов дека му ги украле поклонта, мене ќе ми беше лично. Да, кај нас беше доста вирално со негативни коментари. Инфантилно за очекувани, но каков е овој феномен? Што е тоа кое што не тера да дојдеме до тој степен, па дури и на, што би рекол, Војо, или го цитирам од неговиот статус, му ги крадоа на мајмунот, подароците. На мајмунот. Така што верувам дека тоа и не само за оние кои што го слушаат, го читаат, го гледаат, туку за вас особено, заради тоа што е дел од вашиот живот. Погубна информацијата само да ја немам одговор на тоа, бидејќи уште од тоа баш од ден до роденден, уште се мислам зошто некој би го направил тоа. А што подароци беа тоа? Обично се прашува и што подароци, банани или му краде? Играчки, мечиња, значи тоа што треба нам. Истите тие, извините, да не ти го пеѓам мисла, ама ми стои на јазик ми е. Сега истите тие денеска што ќе не гледаат, се истиве овие или дел од нив ќе речат во коментари, па што бара, они сега на мајмун ќе го прават роден ден. Нели? Ама не беше тоа преказнато. Така е. Значи тоа е всушност се вика public awareness или свеста на публиката. И ти на тоа го планираше веќе неколку недели наназад и нејзина е идејата и јас ја мислам сите ја поддржавме заради тоа што така. Бидејќи на тој начин даваш символика што ќе биде блиска за гледачот. За да ти му дадеш до некаде поголемо значење на животот, односно на неговиот живот. И велиш сме го спасиле заради тоа што во зоолошка, но во природата тоа не го гледаме, во се вика природна селекција, нели нека сите сме да сме живи и здрави и толку се заборава тоа. Во зоолошката нема да сме живи и здрави или Господ колку му дал, значи Господ не го турил такво кафез да го чуваме ние. Негователот е Господ во моментот и мора да го спаси или да даде се од себе. Исто како што вие ако сте медицинско лице, утре на улица, во автобус, во такси, во не знам каде ќе сретнете и ваша заклетва е да му дадете поддршка и помош стручна, бидејќи вие за тоа сте дале заклетва. Епа заклетва дава зоонегователот дека во моментот кога ќе осети ризик по неговиот живот, ќе даде се за да го спаси тоа животно. Ова беше еден убав пример како може да прославиме нешто такво и да ја кренеме свеста дека ти не имаш убави постери направено, мајмун не е домашен миленик. Прво тоа, да ставиме крај на таа приказна. Абе има едни мали, нема. Ама има едни ги гледам ја на интернет. Да си купам мајмун, да си поиграм па после. Не се чува. Мајмун не е домашен миленик. Ама има ја гледам на YouTube, гледај на YouTube. Не постои тоа во реалноста. Второ, Македонија веќе има закони кај што тоа не се чува. Нели дома не треба да биде заради фактот дека прво мајмун е социјално животно, тоа сака група. И сега вие ако имате да речеме, не знам, едно мајмунче, тоа 3-4 години додека е бебе ќе биде симпатично. Ќе цица, ќе јад. Што ќе се случи потоа кога вие треба да му возможите група за да тој се кара, се расправа, исто како и ние, за да се размножува. Како ќе му го возможите вие тоа? Значи тоа е далеку од практично тоа беше идејата на тој роден ден да ние асоцираме нешто такво. Кога се случи ова, седиме во просторија со Нези и со Зера и она вели, Зера разочарана, вели, абе, сите му ги украда. Му ги украда дури и букетот. Букетот на зоонегователката кој што букетот што мене ми го дадоа као браво, и некоја од редовните посетителки, една господја што често не посетува, вели дури и букетот со цвеќето ми го земал некој. И толку беше разочарувачки. Како имаат, бидејќи знаеме нели со какви се нели луѓе и вие си имате работа и сте имале различни искуства, како имаат пристап на пример до тоа, како е тоа организирано, мислам како видите, тоа го направивме на надвор на Летниковец, идејата беше да ја доближиме нели таа цела атмосфера. Бевме надвор, беше 5 минути во прашање, додека надвор се дува свеќички, торта, нели пење. И толку 5 минути внатре во лимонарата, пред живелиштето беа подароци оставени, кога се вративме веќе половината беше. Значи имаме два типа на луѓе, едни кои што му носат подароци и го саќаат роденденот онака како што треба да биде. Голем поздрав до сите нив, бидејќи на вистина дента дојдоа и ни слушаа се што имавме да кажеме на темата.
се едуцира Да. и Другите се во заминаа меѓувреме среќни, задоволни, да. да го направија другите А тоа што другите не се надам требаше. ќе им дадат Додека ти памет. комуницираше на мобилен телефон, во исто време И јас комуницирав со Марија. Да, и мислам дека се направи тоа тој триаголник, да, го средивме. Искомунициравме на времено, Марија ни е во зоолошката, рековме дека ни треба во кадра мајмунчето Мики и дека тоа мора да биде и еве е. Марија ни е таму, верувам дека се снајде. Ние зборуваме во студиото за жал украдените подароци на Мики. Среќа што Мики не е материјалиста, па верувам дека не жали за тоа, но како и да е ќе видиме во моментов што се случува таму и се разбира малку повеќе, верувам, информации со некои од колегите на Војо и на Тина. Марија, добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро и до вас, тукму така ви испраќаме поздрав тукму од Скопската зоолошка градина. Ќе кажеме многу повеќе за самата грижа на гибонот Мики, кој што е препознатлив во јавноста по последната ситуација која што можеше да се случи информација тукму за последната информација во однос на самиот роден ден на мајмунчето. Верувам дека исто така има огромна посетеност во зоолошката градина тукму овде кај самото мајмунче, па верувам дека ќе слушнеме интересни информации за мајмунот Мики. Ќе му посакаме добро утро на мојот денешен гостин, едукаторот во зоолошката градина, господин Александар. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринска. Мило и мене, што можам нешто да кажам повеќе за Мики и вашите гледачи да ги запознавам повеќе со Мики и така. Верувам дека ќе ги запознаеме подобро. Најпрво ќе прашам пошто е специфичен овој вид на мајмун, гибонот? Овој вид на мајмун потекнува негде тамо југоисточна Азија. Инаку е специфичен што тој спаѓа во таа група на човеколики мајмуни. Значи не живеат како другите мајмуни во големи групи, него во семејство, баш како и луѓето. Значи имаме татко, мајка и деца. Сега Мики имаше баш несреќа да го отфрли, нели, мајката, ама ние бевме тука сите, целиот тим од зоолошката градина, кој како и ветеринарната болница, кој му кажавме на една извонредна грижа и заедно со него. Ја мислам дека и тој е така голем борец се покажа, така да и од наша страна и од негова страна се изборивме денеска да видите како ужива во игра со неговата сестра Делфина. Инаку овој вид, кажав, живее карактеристичен по тоа што имаат така подолги раце, кои тие скокаат многу далеко. Значи може дури од 9 метри од гранка до гранка да скокнат. Исто така како другите човеколики мајмуни може да одат на две нозе. Ова е познат, може сте, ако доаѓале нели луѓето во зоолошката градина и го гледале, тој оди на две нозе на јажињата. Значи држи равнотежа, а зошто тоа го прави? Тоа го прави да не падне во водата. Значи овие мајмуни, не знам дали може да приметите, има така густо крзно, густи влакна. Значи ако се натопи делово како сунѓер, ја впива водата и може лесно да пропадне и да се удави. Значи кај него најголема опасност доаѓа од водата. Кажете ми, дали е тешка самата грижа за овој вид на мајмун? Како изгледа таа секојдневна грижа и како изгледа секојдневието на ваквото мајмунче? Па, секојдневието на ваквото мајмунче така изгледа тој е тој си е со својата фамилија. Гледате, таму имаме на езерото своја фамилија кај што тие нели живеат заедно, се играат. А грижата е како и за сите животни. Значи се обрнува внимание на хигиената, на здравствената состојба, значи односно исхраната, што е она кое што го јадат овој вид мајот јаде овошје и зеленче. Значи тој има милена како другите, да. Значи тука ги добива потребните нели витамини и се што му е потребно. Пред самиот крај ќе ве прашаме колку всушност овој мајмун го привлекува вниманието на посетителите. И вие како едукатор можете да ни кажете дали можеби посетители ве прашуваат некоја информација за овој вид на мајмун. Да, посебно ни е привлечен овој мајмун, зашто е така посебен од другите мајмуни и така, секој собрание тие испуштаат и пеат. Ствари тоа е најчесто што ме прашуваат луѓето, зашто секој кога доаѓаме тие пеат. Тоа ме најинтересува. Да, тој дел, да. Ви благодарам многу за одвоеното време, што имавме можност да слушнеме дополнителни информации за овој вид на мајмун. Молам, благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за нашите гледачи. Пред самиот крај уште еднаш ве поздравуваме од Скопската зоолошка градина.
Сега целосно е приказната. Ти благодариме, Марија, да се разбира, го видовме во позадина и Мики и Делфина, така? И очигледно беа доста расположени или пак веќе се навикнати можеби на камерите, но како и да е во добро расположение во зоолошката. Поздрав до Александар, му благодариме што успеа заедно со тебе да се вклучи и малку да имаме една целина, рековме во разговорот, бидејќи сепак зборуваме за и конкретен случај, но веројатно не е единствено ако се осврнеме на минатото, со надеж дека нема да имаме вакви слични случаи во иднина. Треба да се поработи на тоа, можеби и на вас како дел од зоолошката веќе сте со размислувања како и на кој начин би требало тоа да се спречи или да се трансформира, да се пренасочи нешто што би било, ако ништо друго, барем со одредени санкции. Ке насите тоа така функционира. Доведени сме до состојба да лечиме. Да. Се шегуваат на социјалните мрежи, велат Safe City, Safe Zoo да направиме сега. Па да ставиме, не знам, на 13 хектари, не знам колку камери треба, ама имаме други предности, други приоритети, се извинувам. Благодарам што сте едни од оние медиуми кои што не поддржуваат во се она што правиме. Всушност и само така ќе ја кренеме таа колективна свест. Она што пред малце го зборевме, нели, тој домино ефект кај што вие кога ќе тргне некој ќе застане на патот. Благодариме што сте таков медиум, бидејќи само со вакво јавно обраќање, критика, веројатно луѓето ќе еволуираат и ќе научат што е лошо, што е добро. За жал не земавме добар пример од политичарите, нели, па тоа земи си го, бегај, никој не те гледа, ајде товари. Тоа всушност ни се пресликува еве и во секојдневието и тоа на најосновното, на најниското ниво, да речем. Ајде каде посетителите на паркот ќе видите како крадат љубичици, ќе видите на Партизанска како тегнат некакви елки, или ќе ги видите во зоолошка кај што пробуваат вакво нешто ситно да земат или да направат. Се додека окото ни е гладно, веројатно тешко ќе се сменат работите, ама пак ќе речем кога ќе најде на ваква осуда или јавно кога ќе го коментираме, веројатно така колективната свест ќе порасне. Ако Скопје ни ги прашате за зоолошката градина, ќе ви ја спомнат Мајмун Милева и фактот дека во 50-тите години таа бега постојано од живеалиштето, веројатно се работи за во тоа време шимпанзо кое се ловело од природа, нели тогаш бебиња се краделе од природата, се продавале во тогаш, нели во тогашните европски зоолошки градини и веројатно некако дали преку не знам Југославија, не сум сигурен дали е 50-ти, 70-ти, не ја знаеме точната приказна, но истражуваме во моментов, носат бебе кое што всушност е доодгледано од човек, нешто слично на ова што и денес се случува, но кога шимпанзото Милева созрева, бабите, дедовците памтат приказната, таа бега веќе на не знам 5-6 пат од кафезот и успева да украде човечко бебе и во тоа време да се качи на дрво во паркот. Дека не се реализирала како мајка, така? Тоа за 63-та година, точно пред земјотресот. Тоа е проблемот. Кога вие имате животно одгледано од човек, многу често се случува импринт или бебенцето, нели, мајмунчево се поистоветува со човекот. Проблемот понатаму е што тоа ќе бара партнер, нели, го сака блиску до. Затоа ние користиме папец, нели, тие куклите како на како се викаше панч. На мунчето. Значи затоа и колегите таму од Јапонија користат плишано мече за да понатаму таа врска лесно ја преслика ја спроведе кон родителите. Затоа често ќе ги видите луѓето кои што да речеме отхрануваат птици по интернет, нели, сега ставаат маска, ставаат некогаш и маска што ќе личи на клун за да асоцира на птица, раката која храни, за да го понатаму поврзе со она другото. И затоа велам, можеби целото ова до некаде изгледаше чудно, роден ден на мајмунов, па папец користат, но приказната е таа дека ние сега обратно, реверс, нели, не сакаме мајмунот да биде со луѓе, го враќаме во фамилијата негова, социјална, и затоа велиме, затоа и можеби го искористивме помалку повеќе маркетиншки да, нели, на грабежов на мајмунот, да го искористиме за да ја испратиме таа едукативна порака до публиката. Мајмун Милева успева да го украде бебето, за жал незе ја убиваат, ја убива полиција во тоа време, милиција, и сега е во музеот во Идризово, препарирана со бебенце на рака, како експонат. Да се види.
Па не сум сигурен дали може да се види, мислам дека музеот не работи, ама тоа нели ќе го истражуваме периодов, па веројатно и ќе го снимите. Јубилеов ви е повод веројатно тоа да го направите и да може да го види и пошироката јавност. Меѓутоа е една од оние значајни приказни кои што ете и до ден денес Да, но за жал малку приказна со несреќен крај, да. Се надеваме дека има убави приказни да раскажување како суштината нејзина за крадењето, нели, денеска поинаку ја перцепираш, нели? Се чувствуваш со нејзината потреба да даде. Малку емпатија. И истражување нејзината. За мене најголемата приказна ја должиме на фамилијата Караман. Тоа е Станко Караман, кој што нели ја основа за градината во 1926 година. Кој знае како се борел со демони човекот во тоа време, кога ние денес во 2026, 100 години покасно, зборуваме за некакви ситуации или проблеми. Кој знае, велам, човекот какви маки терал, и секогаш мислам дека тоа ми е дат звезда воделка, кога ќе ми текне, викам, замисли како било пред 100 години, кога очувањето негово, да. Неговите војни што ги терал во тоа општество, и велам, окей, што можел Станко пред 100 години со опинци, ние можеме со сите останати хоштаплери од денешно време, но шала на страна, пак ќе речам, нас веројатно или мене ми е многу исклучително драго што воопшто имаме прилика да ги менуваме работите, што сме внатре, што се надевам дека овие 100 години ќе бидат некаква поука за тоа што сме го создали и можеби да се смени понатаму. Зоолошката има претрпено многу катастрофи, нели, има војни, има земјотреси, поплави, лоши градоначалници, добри градоначалници. И сите тие ставиле некаков инпут на нив. Се надевам дека нашето функционирање или работење денес ќе вроди со некаков плод во иднината. Ќе биде некаква може да промени за наредните 100 години, не само сега ние сме тука, па нешто сакаме ќе ќе правиме. Нека биде рекалибрација. Не, треба се размислува за наредно, за наредни 100 години да се има визија. Свеста за која што и Воја зборуваше, значи свеста која што треба да има секој некој е дел од зоолошката, но генерално сите ние како луѓе, како општество и зоолошката која што ја имаме и треба да ја почитуваме и животните во неа. 2026 година значена по јубилеот и година веројатно значена по која што го планирате во склоп на јубилеот. И бидејќи не е мал јубилеј, точно еден век заслужува или прославување во текот на целата година. Каква ви е агендата, плановите, што е она кое што посетителите ќе може да го очекуваат во предстојниот период? Нешто можеби ќе оставиме за изненадување, нешто можеме да откриеме, што би било интересно? Мислам дека се ќе оставиме за изненадување, бидејќи на вистина голема агенда, има многу настани. Значи, она што може да го откриеме дека некаде таму 25-26 октомври, мислам дека тој викенд паѓа роденденот на Зоолошка, кој што ќе биде нормално одбележан цел викенд. Да пазиме на подароците, за друга организација да се направи. Да, за подароците понатаму ќе видиме, а за се останато ќе објавуваме тековно, значи ќе почнеме сега. Ќе почнеме сега од април со сите настани и тоа ќе трае нели цела година до крај. Мислам дека навистина и вреди ваков јубилеј треба да се обележи, бидејќи ние сме една од, ако не се лажам, можеби најстара институција во држава. Така да мислам дека ќе бидат информирани преку социјалните мрежи како се настанете. Вистина ќе посакаме уште подобра меритократија, не само во оваа институција, во целата наша заедница. Мислам така, нели секој според заслужението да биде на праведното место и да ги сподели своите радости и потенцијали како што вие тоа го правите. Вој е многу убаво споменати, нели можеби една од најдостапните институции за ефтини пари што се вели, нели, каде што можеме да влеземе и да доживееме радост, едукација. Се надеваме дека вистина тоа ќе предничи многу повеќе и ќе биде се подостапна за сите, меѓутоа ќе ви посакам искрено и уште поголем кадар, уште повеќе соработници, колеги, пријатели, ви рековте околу 50 на кои што во моментот гравитирате. 43, 44, меѓутоа да, се надевам дека и некој што не гледа денеска, можеби ќе се рече па зашто јас за некоја година ќе сакам да бидам како нив, да работам таму, да помогнам за животните. Или да ги сменам работите. Или да ги сменам работите. Зашто да не тоа уште подобро. Вистина за многу надополнување приказни кои што го градат мозаикот. Дино паркот дополнително даде, нели, да речам, возбуда кај многумина. Може да очекуваме барем тоа така како изненадување да го ветиме дека ќе има некакви нови. Многу луѓе нели секој ден ние чистиме живеалишта, чистиме улици, зогон неговател кога ќе кажеш веројатно тоа прво ќе те асоцира да овој ги чисти животните, ги храни. И ние сме првото уво до публиката и за жал ќе ги слушнете сите оние, нели, чисти, директни, основни, како и сакате кажете ги критики. Имаше тука жирафа, слонот, има умре едниот слон. Знаете што, сите ќе умреме. Сите, верувајте. Значи, за жал, нашата колекција е навистина многу возрастна.
многу стара. Ние, зборам нашето време, последниве неколку, една деценија, да речеме, колку што го презентираме работењето на институцијата, ние бевме горди што прибравме животни кои што беа со некаква траума. Циркуски животни, возрастни животни, прибравме групи кои што се од исти пол, жирафите ни беа сите машки. Па немате друга, па да, машки беа. Ние немавме цел да ги размножуваме, ние ги прибравме како дел од нивната програма за заштита во Европа. Тоа значи дека вие ако размножувате жирафи, треба некаде да ги давате понатаму, односно поготово машките единки кои што многу често прават проблеми во фамилијата, значи тие не можат да се вратат. Значи тоа е докажано. Назад во природа не може, не извод. Земете го детето, пуштете го на галичица, земете му го телефонот. Како тоа прво ќе се снајде за да дојде до доле, а не па да земе нешто да изеде или да јаде од природата. Се додека не гледа Happy Meal, Вилушка и лажица, тешко денешни деца дека ќе ги вратите на качамак. Ќе ве гледаат сигурно чудно. Иако тоа е најдобро, најздраво, најчисто, исто и со овие животни. Муабетот е дека не би сакале луѓето да очекуваат албум со животинско царство. Имам, немам, го видов, не го видов. Да, може и да не го видите. Зоолошката треба да е изненадување, треба да е нели што поблиску до природата, но и во исто време тоа не подразбира дека вие пингвинот може да сите ќе ги преброите 14 денес, може би никој не сака да се позиционира и да го гледа. Да. Како беше пред еден пингвин имаат еден човек. Еден пингвин. Викам да, другите лежат на јајца и затоа ставивме јаже и буриња и мрежа за да пробаме да ви дадеме назначење дека да бидете тивки, имаме јајца од пингвините и да нема да ги преброите сите. Ама знаете, оној брутализам од 90-тите кога луѓето во бетон гледа тигар, пума, лав. Тие го очекуваат истото. Тоа ќе го гледате во витрини во музеи. Не може во зоолошка. Зоолошка треба да е место или парче природа каде ако животното сака да се скрие некаде позадина во бекстеч, ќе се скрие. И нема да го видите. Ние го имаме такво нешто направено. Секој животно си има слобода кога сака да влезе, кога сака да излезе. Некако порано што вика во сериозна домашна задача. За која што ние не сме свесни никој пат. Да, и во контекст на тоа ќе споменеме дека има и многу убави вести кои што стигнуваат од зоолошката, нови младенчиња, бебиња, она која што носи дополнителна радост, веројатно нешто кон кое што исто треба да се насочиме на страна на критиките или таквите коментари кои веројатно ви се секојдневие, но се на се, мислам дека и клучно прашање веќе кон крајот дефинитивно. Во однос на вашата работа, целото е придонес, буквално оставање себе си во работата во зоолошката, по конкретно или најмногу кон тебе во однос на сите тие работи што треба да се направат во едно секојдневие, како што велеше очиштање на живеалиштата, до грижата за животните, до комуникацијата со посетителите и така натака, и до оној друг дел кој што е исто така важен сегмент за самото функционирање на зоолошката. Чувствувате ли доволно поддршка, признание, лична сатисфакција за тоа што го правите, иако сте луѓе кои што си ја сакаат работата, верувам тоа ќе речеме повторно е второстепено, но секако е значајно. Да може животните да зборат и да кажат тие, тогаш ќе чувствувам нека лична сатисфакција ако кажа браво за се што правите. Вака нас ни е многу важно да го работиме тоа што го сакаме, да им помогнеме на животните да имаат што поголема благосостојба таму, бидејќи сепак ние сме таму за нив, не се тие таму за нас и тоа треба да го разбереме. Толку тие ги гледам дека не се во добра состојба и дека не им се убави живеалиштата, нормално јас нема да бидам среќна на тоа работно место. А кога вака имаме услови и можности да ги подобруваме на нив живеалиштата и нивната благосостојба, тоа што нормално дека секој ден ќе бидеме што повеќе мотивирани да работиме. За луѓе со активистички дух, веројатно да, слободата на однесување или слободата во работата, во изразувањето е признанието во општеството. Тоа е сепак ЈАУ, нели, како што кажав, јавна установа. Ние сепак користиме градски пари за да функционира, пак ќе речем, слободата на дејствување, на работење за нас ќе биде најголемото признание кога тоа исто како во градинка, во училиште, на учителката, на учителот ќе им дадете слобода на однесување со децата за да ја направи таа конекција или бондинг, заради тоа што тоа е најважно. Вие кога ќе го направите тоа, најмногу може да влијаете и да помогнете. Тоа е нешто што не познава работно време. Вие пред некој ден еден мајстор ми вика: "Кога да те барам во понеделник?" Викам: "Па бареме, таму сум", викам, плюс минус, таму сум. До кога си?
И се знам дека се менува времето во недела. Ја, како да му објаснам, викам најприродно, викам, знаеш како? Додека го гледаш сонцето. Додека е сонцето горе, таму сум. И после и со животните, нели истото е така. Затоа велиме, кога справиме живеалишта затворени, велиме мора да има прозори поголеми. Што ќе му е прозор на лабо? Да, му е важно. Заради тоа што тој нема смартфон да му каже сега колку е сат, ако ти го затвориш во соба, тој мора да го види сонцето, за да знае кога треба да излезе. Затоа велам, слободата во работењето веројатно е најголемата сатисфакција за нас. Верувам дека и двајцата ќе се бориме до последните сили и како се вика тоа, плата и стаж, да ги смениме работите. Не велиме дека се претопуваме со масата, и дека сме согласни со се што се случува или горди на се што се случува, но може да речеме дека цврсто ќе стоиме се додека не се сменат работите на подобро. Добра. Значи имаме надеж во тоа кога имаме на вакво ветување, верувам дека кон тоа ќе се приклучат и поголемиот дел од граѓаните, јавноста, оние кои што можеби, ако направиле некој пропуст за ова кој што во минативе минути го зборувавме, малку ќе се подразмислиме што е тоа што го правиме, каде грешиме и како можеме да бидеме пред се подобри луѓе, а понатаму нели да дадеме и нашата љубов, грижата и се разбира вниманието на еден соодветен начин, особено кога одиме и ја посетуваме зоолошката. Ви благодариме многу за вашето време, посакуваме среќен и честит јубилеј се разбира, а утринска на Тилма како и досега така и понатаму ќе биде тука и да информира, но и да отвара вака важни прашања кои што се нели би требало да бидат во фокусот и особено неопходни да стигнат до секој од нас. Кога имате живи животни, ќе го имате и раѓањето, ќе имате и смртта. Се надевам дека во следните години ќе го славиме повеќе животот. Како не, мислам дека сме били сведоци стигнуваат убави вести. Секоја календарска година всушност зоолошката имала принова. Нека биде вистинска славеничка, вистина тоа ќе бидеме и ние како Тилма медиум да го секако имаме едно занадување за вас, ќе ве викнеме, но ќе ви го кажам тоа. За неколку дена не денес. Да ви изненадам. Искрено, радост секој пат носите на секој појавување на Тилма. Благодарам.